Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Според православниот календар денес започнува новата година, а верниците го одбележуваат и Свети Василий Велики Василица. Асибе Нуредини од гостиварско Мирдита поради болести е врзана за кревет повеќе од една деценија, а ќе го изгуби правото на туѓа нега. Повторно запалени контејнери во центарот на Тетово. Градоначалникот Касами со реакција за големата огнена стихија. Православието денеска ги чествува Василица и Стара Нова година, празникот посветен на споменот на Свети Василий Велики. Меѓу македонскиот народ е поврзан со повеќе обичаи, од кои се издвојува традицијата на кршење пита со паричка, со верување дека на тој што ќе му се падне паричката, ќе го прати среќа во текот на целата година. Православните верници денеска ја празнуваат Василица и Стара Нова година. Празникот помеѓу македонскиот народ е поврзан со многу обичаи, па така на Василица верниците кршат пита со паричка, а се верува дека оној на кој што ќе му се падне паричката, ќе го прати среќа и береќет во текот на целата година. Според теолозите, оваа традиција се поврзува со житието на Свети Василий Велики. Старата година се испрахи со палење на василичарски огнови. Во голем дел од населените места низ Македонија се организираат и василичарски карнавали. Големиот светител Василий Велики, архиепископот на Кесарија, кој што припаѓа на златниот период на Црквата Божја на 4-тиот век, кој што бил епископ во Кесарија, кој што напишал многу дела, монашките правила, богословски дела, од него имаме и литургијата на Свети Василий Велики, која се служи 10 пати во годината. И двата празника, значи и празникот на Свети Василий, и празникот на обрезанието на Господ Исус Христос се празнуваат во овој ден, плюс може да кажеме дека е и според Григоријанскиот календар и Нова година, па така дошло и до тоа некој да ја нарекуваат православна Нова година или црковна и православна Нова година. И така, значи, тие настани ги празнуваме во тој ден, на 14 јануари по новстиот. Стара Нова година пак или поточно почетокот на православната година по јулијанскиот календар, покрај верниците од Македонската православна црква Охридска архиепископија, ја слават и Српската и Руската православна црква, Иерусалимската патријаршија и делот Света Гора. Во Тетово за прв пат група граѓани воведоа нова традиција на прослава на Василица. Во црковните објекти биеја камбаните и се делеше лепче со паричка. Денес точно напладне се слушна биењето на камбаните во сите православни храмови во Тетово и Тетовско. На овој начин се прослави празникот Свети Василий Велики, кај народот познат како Василица, на иницијатива на група граѓани. На верниците им беа поделени парчиња пита со паричка, традиција карактеристична за овој регион. Идејата е да се огласиме дека постоиме на овие простори, вели една од иницијаторките Снежана Стојановска Жана. Ние воведуваме нешто ново, но сакаме да стане традиција. Традицијата се создава преку народот. Ако народот прифаќа нешто што душевно ги храни, а токму денешниот ден, тоа е православна Нова година, токму денешниот ден сите семејства се собираат за питата со паричка, ние на еден начин со благослов на владиката успеавме да во 12 часот чукнат сите камбани во православните храмови во Тетовскиот крај, почнувајќи од Сетоле, завршувајќи до Фалише и нормално градот Тетово. Голем поздрав до сите православни верници. Чувајте ја верата, преку нејзе ги создаваме сите наши услови за живење нормално, споделувајте љубов со другите и простувајте за да ви биде простено и вам. Во црквата Свети Кирил и Методи денес паричето го пронајде Зорица Јовановска од Тетово.
среќна сум што го добив паричето, некоја возбуда во мене се роди, не знам, така и баш сум најсреќна. Мислим дека и оваа година Господ само здравје да ни дава и среќа и успех во сите полиња. Иницијаторите на оваа прослава се надеваат дека ќе стане традиционална. 69 годишната Асибе Нуредини од гостиварското село Мирдита поради болести е врзана за кревет повеќе од една деценија, а ќе го изгуби и правото на туѓа нега. Нејзиниот сопруг реагира дека лекарската комисија дала негативно конзилијарно мислење, односно оценка дека на жената не е потребна помош, а тој мора сам да се грижи за неа 24 часа. 12 години траат маките на брачниот пар Асибе и Нијази Нуредини од гостиварското село Мирдита, откако жената останала неподвижна поради оштетување на функцијата на мозокот и други болести. Како што кажува сопругот, таа цело време е врзана за кревет, не е во состојба сама да се храни, да се облекува и слично, и дека тој се грижи за сите нејзини основни потреби за живот 24 часа. Тој реагира дека лекарската комисија од Велес, која ги разгледувала документите, дала негативно конзилијарно мислење, односно оценка дека на жената не й треба помош. Претходно биле одбиени и за додаток за мобилност. Проблем поголем, више 12 години да го раниш, да го миеш, да го чистиш, да го... Абе све. Сам, еден човек. И тоа право мало што имам, 4500 денари и тоа да го губам. Тоа е срамота. 2 пати сум го носил в Скопје за мобилно, значи дава тава некоја помош и од таму ме одбивале. Им реком на тие доктори, а дојдов ја да ве частим вас овде. 25 евра дадов таму в шалтер, што сум стигнал таму на преглед и ме одбивале. Сега и овие ме одбиват овде. Поради негативното конзилијарно мислење, Асибе ќе го изгуби правото на туѓа нега, кое го користела изминатите 12 години. Решението за надоместокот, кој го подготвува Центарот за социјална работа, се заснова токму врз документот од лекарската комисија. Не можеш да се сретнеш ти со тие луѓе, со тие доктори, Ете, ти донесе некој документ туе и каже, ево ти документот, не ти следуе и... Пред тоа го имам земено. Пред тоа редовно сум го земал. 3 пати сум го носил тето в комисија, знаеш, лично човекот. Сега го прекинале тоа због овој болест или што знам ја, го прекинале. И сега само документе. Прошла година и носив само документе, ме дојде нормално, као свака година. А сега, ова година прекинале. Тоа да гледа мало народот, мало подобро. Што да им кажам? Сега, тие као луѓе, што сме и дали гласови мие на тие луѓе, тие треба да гледа мало народот. 12 години не дојде никој да ме прашува мене што правим јас со овој човек, како е овој човек. Вие сам се грижите? Па сам, со кога? Нијази вели дека со пензијата што ја има, не стигнува да ги подмири трошоците за сметки и храна, а многу пари чинат и лековите неопходни за неговата болна сопруга. Во писмен одговор за случајот од Гостиварскиот центар за социјална работа ги повикаа надлежните институции да преземат активности и да ја испитаат формата и причината за негативното конзилијарно мислење. Се уште нема трага од исчезнатиот тетовец Иќерем Лутфију, кој го нема повеќе од 2 недели. Синот на исчезнатиот апелира до сите граѓани да го известат доколку имаат било каква информација или ако го забележат Лутфију да пријават во СВР Тетово или на контакт броевите кои синот ги објавува во медиумите. Повеќе од 2 недели нема ниту трага, ниту глас од тетовецот Иќерем Лутфију, кој исчезна на 30 декември. Шпетим Лутфију, синот на исчезнатиот Иќерем, апелира до граѓаните да му се обратат доколку имаат било каква информација за неговиот татко или да пријават во СВР Тетово доколку го забележат на некоја локација. Ако некој од граѓаните го види или забележи мојот изгубен татко, нека се јави во СВР Тетово или на контакт броевите кои ги објавив по сите портали. Тој во последниот
првиот момент пред да излезе од дома, носеше кафеава јакна, фармерки и сини патики. Се собравме пред АМСМ со група граѓани кои доброволно сакаат да помагаат за потрагата, затоа што последната точка каде што е забележан била тука. Такви се информациите од СВР Тетово. Но после тоа не знаеме ништо, ниту камерите кои се поставени во некои дуќани не работат, па ние продолжуваме со истрагата. Во оваа акција се приклучени и Дирекцијата за заштита и спасување со 10 нивни соработници, како и работници од противпожарната единица Тетово, заедно со полицијата. Веќе од 30 декември од 18 часот и 15 минути нема трага од Икерем Лутфију. Исчезнатиот Лутфију е инструктор по професија кој е вработен во АМСМ Тетово. Запалените контейнери во Тетово и не се толку ретка гледка. Такво нешто се случи и синоќа во центарот на градот, кога 4 контейнери беа запалени, а од настанот беа објавени снимки на социјалните мрежи. Реакција имаше и од градоначалникот Билјалка Сами. 4 контейнери синоќа околу 23 часот гореа во центарот на Тетово, поставени до една од зградите во комплексот Ловец. На социјалните мрежи се појави видео каде што се гледа дека се работи за голема огнена стихија. Реакција за случката имаше и од градоначалникот на општина Тетово Билјалка Сами на социјалните мрежи. Јавниот простор е на сите и сите треба да се грижиме за својот дом. Овие сцени не му служат на нашиот град, ова не е наше граѓанство. Бараме полицијата да го истражи случајот, а одговорните да ја добијат заслужената казна, истакна Касами. За ставање на пожарот под контрола реагирале пожарникарите од територијалната противпожарна единица Тетово. Командирот Ука Алити вели дека палењето контейнери во Тетово е честа појава, истакнува дека синоќешниот случај подразбира намерно палење на огнот. Често се соочуваме со вакви опасности. Синоќа го гасневме пожарот во контейнерите во центар. Денеска повторно имавме таква интервенција во близина на општината. На двете локации пламените јазици ги ставивме под контрола. Повторно апелираме до граѓаните да не ги палат контейнерите, бидејќи и не се знае содржината која се наоѓа внатре, па постои опасност огнот многу да се прошири и да предизвика сериозни последици. А многу е можно да се запалат и возилата кои се паркирани покрај контейнерите. Се работи за намерно запалени контейнери и предизвикување пожар, истакна командирот Алити. Алити додаде дека во изминатата 2021 година дури над 50 случаи се регистрирани како пожари во контейнери. Погаснењето на пожарот од страна на пожарникарите, вработените во ЈКП Тетово оделение за комунална хигиена ги отстраниле остатоците од запалениот смет и контейнери и ги замениле со нови садови за оставање на отпад. Следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера околу 11 часот и 30 минути полициски службеници од СВР Тетово, оделение за внатрешни работи Гостивар, при контрола на лица со мерка здравствен надзор и домашна изолација, утврдиле дека 21-годишничка од Гостиварски Добридол не е во низиниот дом и покри тоа што имала решение за изолација од Државен санитарен и здравствен инспекторат. Против неја ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во полициското оделение Маврово, 50-годишник од гостиварското село Присојница пријавил дека околу 16 часот бил физички нападнат од ДС од Мавровијанови. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. На 14 јануари околу 3 часот и 10 минути полициски службеници од СВР Тетово привеле 31-годишничка од Гостивар и 26-годишник од Велес со привремен престој во Гостивар, бидејќи на улица Илинденска во Гостивар, во непосредна близина на трговски центар, го нарушиле јавниот ред и мир со меѓусебна физичка пресметка. При тоа 31-годишничката агресивно се однесувала кон полициски службеници кои вршеле службени дејства. По комплетно документирање на случајот ќе следат и соодветни поднесоци. Вчера во 17 часот во СВР Тетово, 64-годишник од Тетовско Камењане пријавил дека по претходно меѓусебно несогласување бил физички нападнат од 41-годишник од истото село. Случајот се расчистува, пошто ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 14 часот и 15 минути, 54-годишник од село Лабуништа, Струшко, пријавил дека на 17.10.2020 година бил измамен од ИЕ од Гостивар, на кого му платил пари за да му заврши услуга во врска со судско решение на која пријавениот се нафатил. Откако услугата не била извршена, пријавителот сватил дека бил измамен. Се работи на целосно расчистување на случајот, при што ќе следи соодветен поднесок. Вчера во 16 часот и 25 минути во полициското оделение Галате, 46-годишник од Гостиварско Дебреше пријавил дека во селото бил нападнат од куче скитник.
Полициски службеници од СВР Тетово во рамки на континуираните контролни активности за откривање и санкционирање на лица кои управуваат под дејство на алкохол. Ноќеска откриле и санкционирале 8 возачи, 7 од Тетово и 1 од Гостивар, кои управувале возило под дејство на алкохол и 1 возач во Тетово кој одбил да се алкотестира. Тие веднаш биле исклучени од сообраќај, при контролата пак биле констатирани и санкционирани 20 останати прекршоци, 12 во Тетово и 8 во Гостивар. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци, при што ќе се соочат со парична глоба во износ од 250 до 400 евра во денарска противредност. Наша екипа ги следи надпреварите од ракометната репрезентација на Македонија на Европското првенство. Македонија синоќа изгуби од Словенија со 27:25. Колегата Павле Симовски ги има деталите од Дебрецин. Ракометната репрезентација на Македонија со пораз го започна Европското првенство во Унгарија. Нашите момци на првиот надпревар се поразени со 27:25 од селекцијата на Словенија. Голем пек за нашата репрезентација е повредата на капитенот и селектор и играч и ракометар Кирил Лазаров, кој што се повреди на официјалниот тренинг еден ден пред надпреварот, па нашата репрезентација мораше да настапи без него. Според сите, Македонија беше апсолутен аутсайдер на овој надпревар, но така не беше на теренот. Македонија одлично го започна надпреварот, поведове со 3:0 во 7-та минута, кога Словенија го постигна првиот гол на овој надпревар. Потоа водевме со 4:1, меѓутоа следуваше серија од 6:0 на словенците за водство од 7:4. Словенија таа предност успеваше да ја одржи се до крајот на првото полувреме, кое го доби со 13:10. На стартот од вториот дел Словенија зголемува на 5 разлика, но кога сите мислеа дека Македонија го изгуби овој надпревар, ние се враќаме, успеваме да изравниме, меѓутоа тоа беше се што успеавме да направиме на овој надпревар. На крајот 27:25 за Словенија, со играта која што ја покажа, нашите ракометари заслужија најмалку бод на овој надпревар, ако не и победа. Селекторот Кирил Лазаров после надпреварот рече: "Не знам дали да бидам задоволен или незадоволен, бидејќи одигравме одлично на теренот, ги имавме словенците во рака, меѓутоа нашето неискуство пресуди и го загубивме овој надпревар." Најпрецизен стрелец во нашата репрезентација беше Цветан Кузмановски со 8 погодоци, додека Филип Кузмановски постигна 5 голови. Филип Талевски беше стрелец на 4 голови за нашата репрезентација. Во нашата репрезентација се истакна и голманот Томовски со дури 13 одбрани. Томовски требаше да биде резервен голман на ова европско првенство, меѓутоа пред самото заминување Никола Митревски, првиот голман на репрезентацијата, голманот на Порто и најдобриот голман во португалското првенство, доби позитивен тест на COVID-19, а Томовски одлично ја искористи таа шанса и со 13 одбрани блескаше на голот, но сето тоа не беше доволно, барем за позитивен резултат за реми или за победа на Македонија. На вториот надпревар во нашата група, сосема очекувано, Данска ја совлада Црна Гора со 30:21. За нас европското првенство продолжува во сабота, во 18 часот играме против Црна Гора, очекуваме сигурна победа на овој надпревар, со што би ги задржале шансите за пласман во втората рунда, во главната рунда која што ќе се игра во Будимпешта, главниот град на Унгарија. Секако ќе зависиме и од резултатите на останатите надпревари. Ќе очекуваме Данска да ја совлада Словенија, за ние да имаме шанси во последното коло во понеделник против Данска да се надеваме на пласман во втората фаза. Тоа беше се од првиот надпреварувачки ден на европското првенство во Дебрецин. За КМ телевизија, специјално Павле Симовски.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно.